Почнуваме со емисијата. Тука во студијето го имаме господина Злате Мехмедовиќ. Добро утро, господине Мехмедовиќ. Чест гостин кај нас во ТВ24. Ова е добра прилика на некој начин да ја заокружиме годината, бидејќи ова е една од последните емисии пред новата година за сето она што сме збореле. Но крајов на годината, наместо да очекувавме едно релаксирање во поглед на пандемијата, така се очекуваше, еве, одеднаш дојде и сојот Омикрон. Го имаме првиот потврден случај и во Македонија. Здравствените власти за сега велат дека нема потреба од ограничување. Ќе зборуваме за тоа во текот на емисијата. Прво да видиме за сојот Омикрон. Сметате ли вие дека представува една закана и за земјава која ќе се ефектуира повеќе во следните месеци? Председурите, сеја ти благодарам за поканата за гостувањето во студио 10 и навистина ми е секогаш чест кога гостувам во вашата телевизија. Доколку сакаме навистина да направиме рекапитулација на настаните, особено на овие поновите настани кога зборуваме за Омикрон варијантата, веројатно дека е многу важно да се напомене дека имаме позитивни и негативни аспекти од произлегувањето на новата варијанта Омикрон, кои што треба да ги земеме во предвид и кои што може да носат исто така позитивен исход на текот на пандемијата, меѓутоа може да бидат во нив скриени и доста опасности кои што можат пандемијата да однесат во погрешен правец. Омикрон варијантата, според претходните оние основни истражувања што се направени, е докажано дека е полесно пренослива. И таа преносливост е според последните укажувања што ги добивме од Кјото универзитетот во Јапонија, за 4,2 пати поголема во однос на делта варијантата, или доколку го преведете тоа во проценти е некако 420% полесно пренослива. Иницијалните тврдења беа дека во Јужна Африка, и сега тоа се математички операции кои што ги водат одредени институти, Институтот за молекуларна биотехнологија од Австрија ги процени на 500% полесна преносливост, односно 5 пати поголема преносливост, така да остана од тие прелиминарни податоци дека имаме де факто варијанта која што има висока преносливост. И таа висока преносливост е една од основните опасности на која што треба да гледаме со навистина големо внимание, затоа што таа преносливост подразбира пренесување на поголем број луѓе од човек на човек, пренесувањето од човек на човек е можно за нови мутации. И тие мутации може да бидат основа за развивање на варијанти кои што ќе бидат попотентни, дури полесно преносливи, а може и варијанти кои што, за разлика од Омикронот, за кои што се види дека има лесна клиничка форма на сликата, исто во прелиминарните податоци, дека може да имаме и варијанти кои што ќе имаат потешка клиничка форма на болест. Во текот на изминатите неколку дена, бројките на новоинфицирани на глобално ниво достигна до 1 милион случаи, што е преседан, немаше до сега таква бројка на глобално ниво. И таквата широка трансмисија на вирусот ќе биде основа за евентуални можни мутации. Тоа е веројатно лошата страна на појавувањето на варијантата Омикрон. Добрата страна на Омикрон е тоа што, како што кажав, прелиминарните податоци укажуваат на лесна клиничка форма на болеста. И посебно е добро тоа што кај оние кои што имаат прележано болест или се вакцинирани, дека солидниот клеточен имунитет нуди заштита од тешка форма на болеста и од смртен исход. Затоа и гледаме намален број на хоспитализации во светот. Меѓутоа гледаме и намален број на смртни случаи во светот, и тоа драстично намалени. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа не треба да не залажува, затоа што високата преносливост на вирусот може да остави простор за подобрување на карактеристиките на вирусот, создавање на попотентна варијанта и евентуално влошување на текот на пандемијата. Да, она што вие го кажавте, тоа што го знаеме за Омикрон сојот, добивме и контрадикторни предвидувања и препораки од здравствените власти широм светот. Па така, например, американскиот експерт Ентони Фаучи вели дека Омикрон сојот да загрижува, особено со брзото ширење, дека бројот на нови случаи загрижува, дека покрај полесната клиничка слика сепак постои опасност од преплавување на болницата со пациенти, значи она што е основна закана на корона пандемијата, всушност. Додека претходно, например, од германскиот министер за здравство имаше една изјава дека можеби Омикрон сојот е божиќен подарок за пандемијата, ова што го зборувате, дека може да се случи едно помасовно заразување и на таков начин да се неутрализира понатамошното ширење на вирусот, да дојде до некакво засетување, нели? Токму да дојде до одреден колективен имунитет, кој што после тоа ќе начува од токму таа варијанта.
Но сега, значи, тоа се две спротивставени ставови, две спротивставени мислења. Не, тоа се две реалности. Тоа се Ние не апсолутно. знаеме всушност што ќе се случи во пракса. Значи, дали ќе имаме повторно преплавени болници, дали ќе имаме премногу пациенти, дали здравствениот систем нема да може да се справи со таа ситуација, или ќе имаме нешто што вие ја спомнавте Јужна Африка, според она и ја што го читав, не знам, вие ќе ме поправите дали е точно. Таму нема многу зголема број на смртни случаи, например, и на тешки хоспитализации, иако има многу поголем број на пациенти, на заразени, тоест на заразени луѓе. Хоспитализациите во Јужна Африка се во подем и се зголемени. Хоспитализациите во Соединетите Американски држави се во подем и се зголемени. Така да хоспитализацијата од аспект на тоа во бројки, во апсолутна бројка е нешто што е во позитива во однос на тоа што го имавме во изминатиот Значи, период сепак се зголемува. Да, меѓутоа повторно со оглед на карактеристиките на вирусот, тие хоспитализации, како што кажавте, најчесто се со полесна клиничка форма на болеста. Во Јужна Африка, повторно првичните информации говорат за тоа дека од 100% хоспитализирани пациенти, 90% од нив апсолутно немаат потреба ни за кислородна подршка. Само 10% од нив завршуваат на оделенија каде што треба да има кислородна подршка за пациентите. И тоа укажува на нешто сосема поинако од она што го гледавме кај Делтата. Кај Делтата 100% од оние кои што беа хоспитализирани најчесто имаа потреба од кислородна подршка. Меѓутоа, апропо ова што го спомнавте, она што се зборува од страна на американските експерти, на германските експерти, практично и едните и другите се во право. Не можете да ги негирате нити ставовите на Фучен, нити можете на германските експерти да ги негирате ставовите. Вистина е дека имаме лесно пренослива варијанта, која што доколку предизвика голем број на позитивни случаи, во апсолутна бројка преведено тоа би значило дека ќе имаме и голем број на хоспитализации и ќе биде оптеретен здравствениот систем. И тоа е една од вистините. Другата вистина е она што се споминува во германските извештаи, тоа е дека имаме можност, поради брзата трансмисија на вирусот, краткиот период на инкубација, краткиот период на трајање на симптомите, многу брзо да достигнеме пик на овој бран, да создадеме колективен имунитет кон Омикрон и при тоа на еден таков полесен начин, без да го оптеретуваме значително здравствениот систем, да имаме условно кажано среќа со варијанта која што ете на таков лесен начин ни овозможува да создадеме имунитет кон вирусот. Меѓутоа, третиот проблем, повторно се враќаме на почетокот на она што го споменав ја, е што високата трансмисија на вирусот ќе даде премногу можности за размножување на вирусот и во имунодефициентни, имунокомпромитирани особи, зашто се смета дека беше и веројатно случајот на појавата на Омикрон, дека поради тоа што е пројавен во Јужна Африка, каде што имате во најголем дел имате ХИВ позитивно население, имунокомпромитирано население и можноста на еден вирус во еден таков организам каде што имунитетот е слаб да остане и да се реплицира и време траењето на реплицирање е многу подолго. Поради тоа е можно дека се акумулирани тие 50 мутации во таков еден организам и е создадена една таков еден мегамутант во форма на Омикрон. Во периодот кој што следи, веројатноста дека тоа може да се повтори е реална. Не само во Јужна Африка, гледаме дека и во Индија имаме покачување на бројот на случаи, Европа веќе бележи тренд на покачување на бројот на случаи, Соединетите Американски држави, според последните статистики кажаа дека речиси 80% од сите тестирани на секвенционирани примероци на вируси на новозаразени се должат на Омикрон. Премногу брзо оваа варијанта беше прогласена од варијанта на интерес во варијанта за загриженост, речиси само 3 дена траеше тој период на прогласување. И премногу брзо стана доминантна варијанта во Јужна Африка, гледаме дека и во останатите делови од светот, за да стане доминантна варијанта и се потребни не повеќе од 3 до 4 недели. Да го споредиме тоа со претходните варијанти. Месеци беа потребни да се премине од варијанта на загриженост, од варијанта на интерес во варијанта за загриженост и месеци беа потребни за да се создадат услови да има еден таков кризен бран во кој што таа варијанта ќе ги преполни болниците. Повторно ќе кажам, премногу е краток периодот за да носиме дефинитивни заклучоци. Меѓутоа иницијалните информации говорат за тоа дека имаме една до сега неочекувана состојба каде што имаме лесно пренослив вирус кој што има најтешко, кој што дава лесна клиничка форма на болест. Ке зборувам уште малку за брзината на ширење, но пред тоа според она исто така што го читав јас, што го објаснуваат експертите, на пример читав едно истражување од Хонг Конг
кое вели дека го потврдува она што се зборува дека омикрон сојот се задржува најмногу во горните дишни патишта и според нивното истражување тој многу ретко се спушта во белите дробови за разлика од делта сојот и велат дека тоа е можеби причината за полесната клиничка слика. Тие не даваат децидно тврдење, но претпоставуваат, а исто така претпоставуваат дека можеби тој е и причината за брзото ширење на омикрон сојот, бидејќи тој се наоѓа во горните дишни патишта и луѓето кои го имаат едноставно издешуваат преголема количина на вирус. Прелесно го шират. Дали тоа го укажуваат првичните истражувања? Тоа се индициите. Значи, прво треба да знаеме дека тоа се лабораториски експерименти кои што се направени инвитро, не се направени во жив организам. И знаеме дека не се подеднакви резултатите кога тие експерименти се прават инвитро и инвиво, односно на жив организам и во лабораториски услови. Затоа и тие првични докажувања се работи за припринт студија, се уште не е рецензирана и тоа треба да го објасниме. Во таа студија овие податоци кои што велат дека 70 пати повеќе се реплицира вирусот, варијантата на омикрон, во дишните патишта, споредено со 10 пати помалку во белодробното ткиво, може да значи дека тоа е причината за лесна клиничка форма на болеста и за високата преносливост. Но дали тоа значи дека омикрон нема да ги афектира и другите органи, бидејќи се работи за COVID-19 е мултисистемска болест, не треба да го заборавиме тоа. Така да е потребно да се направат испитувања и за тоа како оваа варијанта на вирусот ќе ги афектира, ќе ги засега останатите органи од организмот. И веќе се направени во Масачусетс, мислам дека е докажано дека многу повеќе врзуваат AC2 рецепторите во бубрезите, отколку што врзуваат во белите дробови, така да може да очекуваме дека на некое друго место ќе се пројават основните оштетувања како резултат на варијантата омикрон, кои што се токму така поврзани. Значи не мора да значи дека примарно место на оштетување ќе бидат белите дробови, туку може да биде некој друг систем. Повторно, треба да знаеме, ова се прелиминарни припринт студии кои што не се уште рецензирани, ни даваат индиции за тоа дека може да очекуваме или објаснување за тоа дека може да очекуваме малку полесна зима од аспект на тоа дека нема да имаме голем број на тешки клинички случаи и на смртни случаи како резултат на омикрон варијантата. Меѓутоа, повторно ќе кажам, рана е фазата, треба да се направат сериозни испитувања и да се види како во живо, а не во лабораторија ќе се однесува варијантата. Уште една работа која ме фасцинираше, која исто така ја прочитав пред некој ден во однос на тоа, Ентони Фаучи според друго некое истражување кој не се однесува на омикрон варијантата, туку уопшто на коронавирусот, не знам точно и на кои соеви, каде што се направени аутопсии на пациенти и господинот Фаучи вели дека и тој бил вчудоневиден, бидејќи вирусот се распространувал секаде низ телото, се наоѓа во мозокот, го нашле во срце, во органи и тури 220 дена после првичната инфекција. Значи вирусот се уште се задржува во телото 220 дена после првичната инфекција, што укажува на ова што вие го зборувате за опасноста како вирусот се шири, се реплицира во различни делови од организмот. Да, значи како што кажав, се работи за мултисистемска болест. Примерно и основно оштетување кое што се прави на крвните садови. Значи тоа е ендотелијална болест која што оштетува внатрешноста од крвните садови и поради тоа, најчесто и веќе во секојдневната комуникација и граѓаните знаат дека едно од основните параметри кои што ги проверуваат се дедимирите, што се факт во насока на тоа да се проверува хемостазата во организмот и тоа се јавува најчесто поради оштетувањето, пројавувањето на тромби на ниво на крвни садови. И оштетувањата најчесто се јавуваат како резултат на лоша прокрвеност на организмот во одредени органи и ткива. Она што го коментира Фаучи во однос на тоа како е дисеминиран и колку време може да обстои, веројатно се мисли на генетските типови на вирусот, односно на геномот на вирусот, кој што се уште може да се детектира и после 220 дена по смрт. Меѓутоа, тука се работи нормално за молекуларна генетика, која што укажува на тоа дека одреден вирус, има малку подолг временски период на полураспаѓање, па практично тоа не значи ништо од аспект на тоа дека би можело, односно не би требало да значи дека тоа би значило дека може да се пренесува и вирусот 220 дена по смрт. Не би требало тоа така да го сватиме.
уште една во однос на оно што го зборувавме за начинот на ширење, уште една од пораките кои дојдоа од здравствените власти од светот е дека поради начинот на ширење на омикрон сојот, поради неговата брзина, ова што го зборувате вие за процентите, има проценки дека тој се шири побрзо и од обична настинка, од common cold по принцип, значи многу побрзо. А сега ние знаеме како луѓе, онака пластично кажано, дека речиси нема човек кој еднаш годишно нема да добие настинка, да речеме, нема да се разболиме така лесно, но сега го ќе ја добиеме. Ќе шмркаме, ќе ни тече нос, ќе кашламе и така натаму. И една од пораките кои дојдоа, сега не знам точно од кого беше, е дека до крајот на годината сите или ќе се вакцинираме или ќе добиеме омикрон и тоа е речиси сигурно. Можеме ли така да го сватиме, бидејќи тоа на некој начин извучи малку брутално, така малку застрашувачки. Повторно се враќаме на лесната преносливост. 500% полесна преносливост или 420% по други истражувања полесна преносливост е навистина многу. И да, истражувањата кои што ги споменувате се направени во Велика Британија, каде што се вели дека практично можноста да добиете настинка или омикрон би се 1:1. И секој пат кога ќе имате симптоми, а симптомите на настинката и на омикрон варијанта се практично идентични, имате течење од носот, имате замор, имате болка во грлото, имате покачена температура, омалаксаност, што е практично идентично на сите оние симптоми кои што ги имате кај вообичаените настинки. Кога би ги земале во предвид овие работи, имате идентични симптоми и кога ќе ги имате симптомите, според NHS се вели дека тоа представува основа да помислите дека најверојатно 50% ви се шансите да имате омикрон, 50% ви се шансите да имате обична настинка. Во таков случај, кога ќе имате симптоми, се препорачува со поголема веројатност да сметате дека се работи за омикрон и да се изолирате, да се тестирате и да докажете дали е обична настинка или се работи за омикрон. Затоа што влегуваме, како што кажате, во период кога навистина е тешко да се направи разликување помеѓу тоа дали се работи за настинка или омикрон и предпазливоста во насока на тоа да не ги заразите другите, особено да не ги заразите оние кои што се имунокомпромитирани, кои што имаат пропратни болести, повозрастните луѓе, високоризичните групи, би требало да ви биде основа за тоа дека секој пат кога ќе имате симптоми да помислите дали треба да отидете во посета на некој или треба да изложите некој на опасност, додека се уште ги чувствувате симптомите на така наречена настинка, односно симптоми кои што се идентични со симптомите на омикрон. Да, гледаме и пред малку ја прочитав ви веста дека во Соединетите Американски држави се менуваат на некој начин и протоколите за изолација, тие се скратуваат. Па сега ова со омикрон сојот, според ова се што вие што ми го кажувате, се поставува и прашањето дали треба на некој начин да останеме со истата стратегија да се бориме против пандемијата. Има ли логика истиот начин на тестирање и изолација да остане, пред се поради брзината на преносливоста на омикрон сојот, еве се шири, значи како и обична настинка, има ли логика да останеме на исти ригидни методи на тестирање и изолација? Не, јас се сложувам дека треба да се апдейтираат. Не само Соединетите Американски држави, исто во Велика Британија, во Isle of Man исто имаше размислување за тоа дали треба да се скрати периодот на изолација. Па дури и да се скрати периодот на изолација на оние кои што ќе пројават симптоми. И се смета дека во насока на тоа да се скрати периодот на изолација, дури оние кои што ќе пројават симптоми, кои што ќе имаат омикрон, по завршувањето на симптомите, а тоа може да се случи, верували или не, на 5-тиот или 6-тиот ден практично од инфицирањето. И со 2 негативни теста да можат да се вратат повторно на работно место или да се вратат во нормалниот живот, без при тоа да бидат подложени на изолација, која што треба да трае 10, 14 или 21 ден. Скратено е времето на инкубација, скратено е времето на трајање на симптомите. Треба да се адаптираме, треба да ги адаптираме епидемиолошките мерки, затоа што навистина е и економски неоправдливо, нити човечки, ни морално не е оправдливо да треба да го држите некого во изолација 21 дена, да знаете дека болеста реално трае 5 или 6 дена. Една од опциите која што ја кажав е навистина да може со негативен PCR тест по завршувањето на симптомите, период кој што може да трае 5 до 6 дена, да биде овозможено да се вратите назад во нормалните дневни работни активности, секојдневни животни активности, преку правење на PCR тест, кој што ќе докажете дека сте негативизиран, односно не го ширите вирусот на варијантата омикрон. Во поглед на вакцините,
знаеме оно што го кажуваат веќе светските здравствени власти, дека тие не штитат толку добро од сојот Омикрон, како што штитат, да речеме, од Делта варијантата и од претходните соеви. Производителите на вакцини веќе ги апдейтираат, велат, но рано е се уште, некаде, мислам, во март најавуваат дека ќе излезат првите вакцини за Омикрон сојот. Значи, со таа намалена ефикасност на вакцините за Омикрон сојот и со претходно намалената ефикасност на вакцините во поглед на ширење на вирусот, која исто така беше докажано, дека тие не излегува толку ефикасни во поглед на ширење, како во спречување на хоспитализација и смрт. Дали е се потешко да се убеди населението да се вакцинира што помасовно и што повеќе, бидејќи и претходно имаше пречки, сега Омикрон сојот ми се чини дека создава дополнителни забуни во целата таа стратегија за имунизација. Зависи како ќе го гледате тоа. Значи, доколку го гледате низ призмата на тоа дека беше тешко на начинот на кој што се беше водена кампањата во државата да ги убедите граѓаните дека е безбедно и ефикасно да се вакцинираат, навистина би било тешко сега, после толку поминато време, да ги убедите граѓаните навистина дека треба да го засукаат ракавот и да примат вакцината и дека тоа е за нивно добро, за да спречат тешка форма на болеста и смртен исход. Меѓутоа, ако го земете другиот аспект, тоа е дека Омикронот навистина е можеби варијантата која што најлесно го избегнува имуниот систем, и тука збориме за имуниот систем, оној кој што најчесто го мериме, имунитетот со антителата, а е одговорен за спречување на симптоматска болест. Примањето на дополнителни вакцини веројатно ќе ве поштеди и од таа симптоматска болест. Бустер дозата, според оние студии што ги направи Pfizer, многу брзо во периодот по откривањето на Омикрон и се однесуваат за ефикасноста во однос на Омикрон, кажуваат на тоа дека примањето на третата бустер доза може да го подобри имунитетот на ниво на ефикасност кој што беше еднаков на ефикасноста што ја имаше вакцината против оригиналниот див сој, а тоа беше над 93-95%. Така да примањето на бустер би ви дало добри шанси на 90% кога е во прашање Омикрон варијантата да не добиете дури ни симптоматска болест. Повторно ќе кажем примањето на вакцините и се уште добро одржаниот солиден имунитет, бидејќи знаеме дека со текот на времето нели вакцините го губат својот интензитет, својата ефикасност. Доколку имате се уште добро квалитетен клеточен имунитет кој што е предизвикан од апликацијата на вакцината, многу е веројатно дека ќе бидете отпорни на тешка клиничка форма на болест и на смртен исход. За да бидете сигурни дека тоа ќе се случи и дека вашиот имунитет не е ослабнат со текот на периодот, или препораките се после 6 месеци на оние кои што примиле МРНА вакцина или ДНК векторски вакцини да примат бустер доза на Pfizer, а оние кои што примиле кинески вакцини после 3 месеци да ја примат бустер дозата на Pfizer, и апсолутно ги поддржувам таквите препораки, посебно сега поради тоа што Омикрон сојот е актуелен, во насока на тоа да се зајакне евентуално ослабениот имунитет, клеточен имунитет и оној хуморален имунитет создаден од антитела, во насока на тоа да имаме поквалитетна заштита во однос на Омикрон сојот. Мислам дека најмногу се збунети и луѓето кои прележале ковид во овој период, без разлика дали претходно биле вакцинирани или не, но најчесто се тоа луѓе кои биле вакцинирани, кои повторно прележале ковид, беа збунети од протоколите на македонските здравствени власти дека 45 дена после прележување треба да се вакцинираат, што не е исто со светските препораки, но тие исто така сега се прашуваат дали со прележувањето на најверојатно Делта сојот, нели, бидејќи тој беше доминантен во овој период, ќе имаат некаква заштита и против Омикрон варијантата во периодот додека не им дојде време за да примат трета доза, евентуално доколку сакаат, нели? Дали имаат тие заштита од Омикрон сојот? Се согласувам. Со прележувањето. Да, се согласувам со тебе сега кога констатираш дека луѓето беа збунети кога беше кажано дека 45 дена по прележувањето на болеста треба да се вакцинирате. И мислам дека не беше доволно добро објаснето или не беше доволно често повторувано причината поради која што тоа е направено. Да се разбереме. Значи, препораките се да добиете кога се потенцира вакцинирањето после прележување на болеста. Тоа се однесува на препораките кои што ви овозможуваат да добиете максимално квалитетен имунитет во однос не само на актуелното, туку и на
евентуалните можни варијанти на вирусот. Знаеме дека бројот на хоспитализации и бројот на смртни случаи според одредени податоци кои што се уште не се официјално објавени, на оние кои што ја прележале болеста беше помал од бројот на оние кои што беа вакцинирани. Но треба си го поставиме и прашањето. Што ќе се случеше доколку тие луѓе кои што реално ја прележаа болеста, а не беа вакцинирани, завршија во болница, некои од нив има и смртен исход, што ќе се случеше со нив доколку беа вакцинирани? Дали ќе починеа? Дали ќе завршеа во болница? Дали ќе имаат тешка клиничка форма на болеста? Дали ќе имаат пост-ковид симптоми или долг ковид, лонг ковид, како што ние го нарекуваме? Или можеби ќе беа поштедени од сето тоа? Така да во насока на тоа да ги спречите и тие несакани настани, кои што се однесуваат на тој дел од популацијата, вакцинацијата после прележувањето на болеста, според мене беше оправдан. Тоа беше начинот на кој што треба да се комуницира со луѓето, за да им се објасни зошто после 45 дена е препорачливо да бидете вакцинирани. Мислам дека пред некое време видов и студија дека можноста за реинфекција во првите 180 дена е многу поголема отколку во останатиот период од пандемијата. Мислам дека кај нас беше направена, не ме држите за збор точно. Во првите 180 дена од што? Во првите 180 дена од прележувањето. Од прележување. На болеста и можноста за реинфекција е зголемена. Така да во првите 45 дена доколку успеете да се вакцинирате и ревакцинирате, внимавајте, имате 45 дена па вакцинација, доколку се вакцинирате на 45 ден, а после имате 21 ден за ревакцинација, тоа е 61 ден, има уште 14 дена оптимални додека да создадете имунитет, и тоа веќе се 75 дена, така да речиси тоа е половина од периодот на она што е кажано, дека во периодот 180 дена може да имате реинфекција на вирусот. Сте го преполовиле периодот во кој што е зголемена можност да имате реинфекција на вирусот. По однос на тоа како омикронот се однесува, посебно кај оние кои што прележале болеста и конкретно болеста поврзана со делта варијантата, COVID-19 поврзана со делта варијантата, првичните истражувања од Јужна Африка, кои што се направени во една студија на Discovery, осигурување за здравје во Јужна Африка, и се прилично прецизни статистички методи користени таму, каде што ви велат толку и толку проценти се заразени на тие и тие старосни групи. Во таквите статистички податоци можеме да видиме дека реинфекциите се значително зголемени во однос на оние реинфекции кои што ги имавме кога беше делта браната, се однесува делта во однос на бета во Јужна Африка, и сега имаме зголемени реинфекции омикрон во однос на делта, споредено со претходните варијанти. Така да реинфекциите се можни. И доколку сакате да Значи не само што се можни, туку како што велите, дури се зголемени. Да, во однос со омикрон. Омикрон во однос на делта прави поголем број на реинфекции во однос на она што го правеше делта во однос на бета и во однос на алфа. Така да, доколку сакате да се заштитите, се прележале болеста и сакате дополнително да се заштитите, што е препорачливо, тогаш треба да ги примете двете дози на вакцина, не една, две дози на вакцина, така препорачува CDC, и нормално кога ќе дојде периодот да го примете после 6 месеци и бустерот. Апсолутно нема никаква контраиндикација, нити докажани несакани дејства на примање на вакцината после прележување на болеста. Непостоењето на такви релевантни научни податоци и потенцирањето на тој факт веројатно не доведе во оваа позиција да треба да објаснуваме, односно да бегаме од темата, зошто треба да се вакцинираме после 45 дена. Во Америка протоколот за вакцинирање по прележана болест е многу јасен. Ви се остават практично 30 дена за опоравување после болест. Дури пократок е периодот. 30 дена по прележувањето на болеста вие може да примете вакцина. Кај нас е 45 дена, оставено е малку подолг временски период. Меѓутоа ќе кажам, тој период не се затвара на 45-тиот ден. Има период на вакцинација, ревакцинација и создавање на клеточен имунитет, и периодот практично се затвара на 75 дена. 75 дена е, рече се, 2,5 месеци, и во тие 2,5 месеци вие сте вулнерабилни. Не може да кажете дека не сте, меѓутоа после тоа ќе имате значително поквалитетен имунитет. Дали мислите дека кај нас
целата кампања за вакцинација и ова што го зборувате вие, објаснувањето за тоа зошто луѓето треба да се вакцинираат, кога треба да се вакцинираат, не беше спроведена баш добро и прецизно, неколку кампањата беше бледа, па особено можам да кажам и медиумската кампања, онаа што требаше да биде видлива, беше, ми се чини, задоцнета, подоцно се појави, не беше баш порано, кога требаше тоа да се билда тоа јавно мислење, подоцно се појави и некако помина така прилично незабележително. Ние секој ден ги имаме соопштенијата од Министерството за здравство во кое се вели дека вакцинацијата е единствен начин за излегување од пандемијата, тоа се повторува секој ден, тоа е точно. Но прашањето е колку тие пораки доаѓаат до широката популација. Тие ги читаме ние што се занимаваме со тоа професионално, што ги добиваме, некои ќе ги пренесат, некои не, некои ќе ги видат, некои не, но сепак таа една широка популистичка кампања ми се чини не беше спроведена баш добро. Се согласувате ли со тоа? Апсолутно. Види сега, значи, треба да има централизирана, квалитетна, фокусирана кампања која што ќе има ефект. Ние имавме кампања колку да кажеме дека имаме кампања. Односно колку да се оправдаме дека нешто сме направиле во насока на тоа да ги убедиме граѓаните дека е пожелно да се вакцинираат. И поради тоа се доведовме во еден период и до позиција да треба да размислуваме за задолжителна вакцинација за одредени сегменти од општеството. И тоа беше нужен потек, не затоа што требаше тоа да се случи во земји во кои што Барем да се заштитат ранливите групи, тие што апсолутно. Што е приоритет за нив, да. Во пресрет на се уште тогаш актуелната делта, која што очекувавме да достигне некоја кризна точка и да експлодира во државата во број на ново заразени случаи, беше потенцирано дека е неопходно вакцинирање на критичните групи, здравствените работници и администрацијата и да се воведе тоа во форма на некоја задолжителна вакцинација со цел да се зголеми вакциналниот процент помеѓу оние кои што се најекспонирани на вирусот. Меѓутоа тоа беше нешто што беше направено од нужност, да се вратиме на кампањата. Кампањата не беше таа која што ги убеди граѓаните да се вакцинираат. 37-38% од граѓаните се целосно вакцинирани. И тоа е бројката до која што треба да се држиме. Не можеме да кажуваме дека 50% од возрастното население е вакцинирано. Значи, населението е население и децата ја шират болеста, не можат они да бидат ставени надвор од целата пандемија, да кажеме дека тие немаат никакво влијание на ширењето на коронавирусот. Така да 38% е бројката со која што денеска располагаме како држава. И така е секако во светот. Значи, кога ќе ги земете процентите на вакцинираност, се дела така на вакцинирани со прва доза или целосно вакцинирани сега поново, или дали сте бустер вакцинирани. Од оние последни што ги видовме истражувања, гледаме дека имаме дури назадување во јавното мислење. Првичните истражувања на крајот на декември минатата година покажува дека повеќе од половината граѓани, некака 55%, доброволно би се вакцинирале. Сега имаме ситуација каде што 55-56% од граѓаните сметаат дека не треба да се вакцинираат и не веруваат во безбедноста и во ефикасноста на вакцината. Практично ние назадуваме назад. Така да кампањата која што беше спроведена повеќе од очигледно е дека не ги даде своите очекувани резултати, ќе кажам, оние известувања кои што ги имаме од Министерството за здравство во насока на тоа дека вакцинацијата е единствениот спас и дека вакцинацијата е основниот процес кој што ќе ја заврши оваа пандемија и дека треба да се вакцинираме поради тоа што на тој начин ќе спречиме тешка клиничка форма на болеста и смртен исход, се треба да бидат подкрепени со многу посериозни дебати, кампањи, информации кои што ќе ги потицнат дезинформациите од јавниот простор, а дезинформациите сметам дека добија премногу јавен простор и направија премногу голема штета на процесот на вакцинација, меѓутоа голем дел од вината во тоа зошто тоа се случи гледаме во здравствените власти. Дали таа борба со дезинформациите не само во однос на корона пандемијата која гледаме дека во светот се води многу посериозно, например најголемите светски друштвени мрежи како што се Facebook, Twitter, како што е YouTube, како што е Google, тие обрануваат огромно внимание на ова. Значи, тие ги таргетираат тие дезинформации, тие видеа кои се споделуваат, ги тргаат од етерот, значи да не може да се споделуваат, ги банираат, ги затвараат тие акаунти. Понатаму има... Но извини сега само да бидеме појасни. Значи, не е тоа брутално затварање кое што не е проследено со објаснување.
Значи, кога ќе биде затворен одреден профил или кога ќе биде забрането ширењето на одредена вест, за тоа се дава соодветно објаснување зашто е тоа така и се даваат фактите кои што се на страна на науката. Значи, имаме логично објаснување зашто е тоа направено. Не е доволно само да ја тргнете веста како таква и да оставите голем број на прашалници за тоа дали веста навистина била точна, дали некој има навистина теории на заговор негдека во позадина кои што работат и кои што се во насока на тоа да им се наштити на популацијата, односно да се наштити воопшто на глобалниот поредок. Баш поради тоа што има добро објаснување позади секоја од таквите чинови на отстранување на дезинформациите, ефикасноста во останатите земји кои што на тој начин ги следат јавните медиуми е далеку повисока. Земете ја Португалија. Португалија успеа да извакцинира речиси 90% од своето население. Таму немаше присилна вакцинација, таму немаше задолжителна вакцинација, таму никој не беше со сила теран да треба да оди да се вакцинира. Да, но ставија пензиониран генерал на чело на таа кампања која спроведе онака војнички, директно, прецизно и успеа да дојде до 90% од вакцинираност. Иако исто така и кај нив почетните истражувања на јавното мислење покажуваа ниска заинтересираност за вакцина. Да, меѓутоа вмешувањето на војската во процесот не подразбираше вмешување на сила во процесот, туку внесување на дисциплина и авторитет во процесот. Апсолутно. Значи, една од основните постулати на добро менаџирање на секоја пандемија е лидерство. Значи, треба да имате лидер, човек кој што нема да биде полн со компромиси во однос на јавното мислење, во однос на она кое што е некритично јавно мислење, во однос на она кое што се дезинформации. И веројатно дека поставувањето на таков лидер во Португалија во форма на генерал кој што ќе го води процесот на безбедна имунизација доведе до, меѓу другото, до 90% речиси вакцинација на целокупното население. Меѓутоа, поентата ми е дека таму немаше задолжителна вакцинација. Таму практично и медиумите беа поинако поставени во однос на тоа како треба да известуваат за вестите и како да ги покриваат лажните информации. Мора да имате одговор за секоја дезинформација. Значи, прво за да докажете дека таа е дезинформација, треба да дадете точна информација и да ги спротиставите фактите. Да кажете што имате вие на ваша страна. Отстранувањето на дезинформациите е практично како неуспешно гасење на пожар, тој повторно ќе се враќа и се додека има можност да прави штета, ќе се враќа назад, доколку не практично ги замолчите со факти. Ја една од основните работи кои што често пати се трудам секој пат кога ќе сакам да аргументирам нешто, ми е логиката и фактите. И ако се базирате врз основа на логиката и фактите, а не врз основа на тоа кој сте, што сте, од кај доаѓате и колку носите габарит позади себе во однос на тоа колку имате стекнато титул или било што друго, ако немате факти и ако немате аргументи и ако нема логика во тоа што го зборувате, тога џабе ви е сето тоа. Да, во поглед на нашиот здравствен систем, вие и самиот бевте дел од ковид центрите, ги третиравте овие пациенти. Ги знаеме сите слабости на системот, ги дискутиравме низ овие дебати и со вас и со другите лекари цело време. Значи, тоа е од недостатокот на кадар, од недостатокот на тие некои основни материјали, до протоколите кои беа доста критикувани за лекување, дека ги нема или дека се разнолики, дека се различни во различни институции, до недостатокот на анестезиолози, до пациентите на респиратори, каде што тој процент кај нас беше невообичаено висок на смртни последици, за разлика од други држави околу нас, каде тоа се менаџираше сосема различно. Мислите ли сега дека во оваа фаза на пандемијата, ми се чини 2 години сме веќе во ова, дали мислите дека здравствениот систем како систем нешто научи од ова, дали на некој начин сме подобро подготвени од почетокот, или ние ја следиме на македонска логика каде што не учиме од грешките, не се подобруваме и само времето поминува, системот останува онаков каков што е? Ја мислам дека повеќе во македонската логика, или да бидам попрецизен во македонската политика, се гледа да се покријат одредени недостатоци на системот, меѓутоа суштинското решавање на проблемите никогаш не е она кое што реално сме го виделе во пракса. Што се однесува до сите споменати
проблеми кои што се детектирани во здравствениот систем, од тоа недостатокот на медицински персонал е еден од основните. Се разбереме, значи не можете да имате квалитетна здравствена грижа за пациентите доколку имате недостаток на медицински персонал, и тука пред се мислам на средниот медицински персонал на медицински сестри, на болничари, затоа што сметам дека од аспект на тоа колку доктори имаше, колку они беа присутни во процесот на пандемија, тој сегмент од здравствениот систем беше покриен. Меѓутоа во однос на здравствената нега и применување на препишаната терапија, препишаната нега, начинот на третирање на пациентите, мислам дека тука имавме сериозен проблем, пред се поради тоа што имаше недостаток на персонал. Втората работа која што ја споменавте се протоколите. Имаше неодамна едно истражување на еден институт во кое што беше избран зборот на годината. Зборот на годината не е очекувано да биде вакцинација на прво место. На второ место мислам дека беа антитела, на четврто место помеѓу 5 најчесто употребувани зборови беше зборот протокол. Што значи дека прилично многу во текот на изминатата 21 година сме зборувале за протоколите. Меѓутоа, иако четврто најчесто користениот збор протокол бил толку често споменуван во јавни дискусии, во дебати на медиумите, некако како да не успеавме и покрај сето тоа да создадеме едно упатство кое што согласно Законот за здравствена заштита член 27 ќе биде користено на сите нивоа на здравствена заштита. Тоа значи дека матичните лекари ќе го почитуваат тоа упатство, болничарите, оние кои што работат на секундарно ниво во болниците, оние кои што работат на терцијно ниво во клиниките и оние кои што работат на рехабилитација на пациентите. И да бидат покриени сите сегменти, да се знае точно кога пациентот треба да биде примен во амбуланта, што треба да му биде направено, кога треба да биде препратен во друга установа, во кој тип на установа треба да биде препратен, што треба таму да му биде направено, како да биде третиран, кога да биде испуштен и како да биде рехабилитиран. Значи, тоа се неколку од основните работи кои што требаше да ги имаме зацртано во едно упатство и сите да го почитуваат тоа упатство, за да можеме да ги поштедиме пациентите од талкањето ни системот. Значи, ние сега уште до ден денес имаме пациенти, и јас тоа низ моите лични комуникации преку јавните медиуми, го имам со голем број граѓани. Значи, не знаат каде да се обратат, што да направат, кога да направат ПСР, кога да направат лабораторија, кога да направат реген, кога да бидат примени од матичен лекар и да бидат преслушани, на колку дена тоа да го прават. И мислам дека еден таков протокол значително ќе ги олеснеше процедурите. Во насока на тоа, не е ни чудо што сме 6-та земја во светот по смртност пер капита. Значи, толкавата голема смртност, која што веќе еве подолго временски период не е коригирана, и не гледам тренд дека таа се намалува во однос на тоа каде сме рангирани на светско ниво, укажува на тоа дека повторно треба да се вратиме на основните проблеми, а тоа се создавање на еден протокол каде што на пациентот ќе му биде олеснето движењето ни системот, меѓутоа тоа не се случи. Се надевам дека во некој нареден догледен период, никој не знае до кога ќе трае оваа пандемија, никој не може со сигурност тоа да го потврди, меѓутоа во некој нареден догледен период кој што ќе биде релативно краток, ќе бидат создадени такви упатства за лекување или протоколи како што ние ги нарекуваме, кои што ќе мора да се почитуваат согласно Законот за здравствена заштита. Таквото упатство го обврзува секој лекар да постапува согласно она што е пропишано во таквото упатство, а е базирано на медицина, базирано на докази. Таквото користење на протоколи значително ќе го олеснеше процесот на третирање на пациентите. Значи, онака можеме генерално да заклучиме според ова што го кажувате дека здравствениот систем не е повеќе подготвен за разлика од пред 2 години, иако 2 години сме во пандемијата. За жал. Да, за жал можам да констатирам дека се уште истите аномалии, истите проблеми, истите дефекти се присутни во здравствениот систем и дека доколку не се коригираат овие основни елементи, веројатно дека нема да може да се фокусираме на некои останати финеси кои што ќе можат да го напредат процесот на третирање на пациентите. Видете, не е доволно само да обезбедите болнички кревет. Значи, болничкиот кревет е најосновната работа која што можете да обезбедите. Тоа е, знаеме и преку модуларните болници беа обезбедени зголемен број на капацитети каде што може да бидат сместени пациентите. Во еден соодветен протокол треба да се знае кога тој болнички кревет кој што ви нуди само кислород е недоволен и треба да го префрлите на интензивно лекување. Видете, во нашата земја секогаш се броја болничките кревети, не се броја креветите на оделенијата за интензивна нега, каде што завршуваа најтешките пациенти. И практично гледаме дека во западните држави таква статистика се води. Значи, таму се рачунаат ICU beds, не се рачунаат hospital beds. И поради тоа и таквиот пристап кон пандемијата на обезбедување на основни
ресурси за хоспитализација, меѓутоа не на софистицирани ресурси за хоспитализација за интензивно лекување. Оние кои што се најтешко болни е многу веројатно дека ќе имаат летален исход на болеста и затоа е веројатно една од причините поради која што имавме и зголемен број на смртни случаи. Повторно тука се протоколите во прашање за тоа како, кога треба да се премине од оксигенотерапија на неинвазивна вентилација, а после тоа на механичка вентилација, односно на интубација, и мислам дека и за тоа требаше да постои соодветен протокол. Да, добро. Пред самиот крај, еве да завршиме, да се обидеме, можеби да дадеме малце позитива во целата оваа црна слика на глобално ниво, она што го најавуваат некои експерти и вие го кажавте дека можеби омикрон сојот би можел да значи и крај на пандемијата, еве на пролет, можеби, ќе видиме како сето тоа ќе се одвива. Има уште освен тоа, има и појава на нови лекови. Најинтересен е оној лек на Pfizer во форма на апче, на пилула, што дава доста големи надежи, доста големи очекувања. Мислите ли дека доколку тој лек е навистина ефикасен, така како што се зборува дека би можел на некој начин да биде пресвртница, бидејќи е лесен за апликација, спречува тешки форми на болести и смрт, дали тоа би можело да биде олеснување за целата приказна? Нешто како што беше, да речеме, тамифлу за свинскиот грип. Да, тамифлу не беше решение за свинскиот грип, туку беше една од алатките кои што се користи во моментот кога ќе имате веќе појава на пандемија или на епидемија на свински грип. Дека користењето на тие таблети во насока на подобрување на ефикасноста на спречување на тешка клиничка форма на болест и смртен исход е нешто што може да го промени текот на пандемијата, би требало да кажеме дека да, тоа е веројатно нешто што може да се случи. Меѓутоа, постојат предуслови тоа да се случи. Паксловидот, кој што во моментот го произведува Pfizer, и има уште еден лек, молнупиравир, кој што има многу помала ефикасност од паксловидот, треба да се договорат дека тој лек како таков, патентиран, треба да го дават на останатите земји, да се произведува во останатите земји, да се дава за комерцијална цена, а не за цена од некака $700-800. Тоа е сума која што не може да ја платат земјите од кои што имаат среден или низок економски раст. И поради тоа, еден таков пристап на достапност на лекот за ефтина цена ќе им овозможи на светот во глобала да има лек кој што дефинитивно ќе помогне во насока на контролирање на пандемијата. Но доколку тоа се задржи како ексклузивно право само на оние земји кои што имаат средства да платат сериозни пари за тоа да го купат лекот и да го обезбедат, тогаш веројатно дека и паксловидот и молнупиравирот нема да бидат решение на кое што ќе треба да се темели решението за пандемијата, да повторно не се разбереме погрешно. Основните два елементи, морам да го потенцирам и вториот елемент, основните два елементи во процесот на решавање на пандемијата се вакцинацијата и превентивните мерки. Паралелно како два процеси кои што мора да одат еден со друг. Користењето на лековите во превенција на тешки форми на болеста и во смртен исход се само дополнително средство со кое што ќе можеме да го ублажиме ефектот на пандемијата. Така да, со оглед на тоа што имаме веќе најава за одредени лекови да им се даде лиценца да се произведуваат, молнупиравирот, мислам дека Мерк кажа дека ќе го даде на трети земји, да се произведува за релативно мала сума на пари, негде околу $8, што е сосема прифатливо. Мислам дека и Pfizer нешто најави такво, меѓутоа дали тоа ќе се случи останува да видиме. Мислам дека истиот процес требаше да биде и за вакцините. Дека вакцините требаше да бидат дадени на сите можни производители на вакцини во светот и да се направи доволна количина на вакцини со која што ќе се покрие за кратко време вакцинацијата на населението, за да се скрати можноста да се создадат новите варијанти, меѓутоа тоа не се случи. Поучени од тоа искуство се надевам дека сега со овие два нови лека Pfizer и Merck сериозно ќе размислат за тоа да ги дадат формулите за нивно производство на сите останати веледрогери кои што имаат можности и капацитети тоа да го прават и на тој начин да овозможат полесна дистрибуција и поевтина дистрибуција на лекот. Да, господине Мехмедовиќ, ви благодарам за гостување. Ви благодарам и на вас. Ова беше разговор со лекарот Злате Мехмедовиќ за корона пандемијата и пред се за омикрон сојот. Продолжуваме со Јорго Огненовски, претседател на партијата Демократи, веднаш после рекламите.